Вчера имаше еден протест и како влада, меѓутоа и како министер, секогаш сме кажале и сме се изјасниле дека протестите во една демократско општество и демократска земја се легитимни, тие се гарантирани, секој има право да протестира. Меѓутоа за мене е несфатливо зошто протестира кога се уште немаме утврдено дали ќе воведуваме екстерно оценување или државен испит во високо образование и се уште не е утврден моделот. Јас ќе повторам дека кога ќе одлучиме и ќе утврдиме секако дека тоа ќе биде споделено прво со универзитетите и со студентите, а се разбира и со јавноста. И токму затоа сметам дека добро е што се протестира, меѓутоа мислам дека не беа реални организатори студентите, меѓутоа мислам дека стои некој во позадина, затоа што освен тоа што го примив јас како писмо во кое ништо конкретно нема околу екстерното оценување, има и едно барање за оставка на министер, а оставка на министер се знае, барат секогаш политичките партии, а не студенти. Така да јас добив едно писмо, подготвив одговор, меѓутоа за жал не можам да доставувам одговор затоа што во писмото нема ни име, ни презиме, ни адреса. Очекувам деновиве да добивам име на организаторот и адреса на организаторите за да доставам одговор, но доколку не добивам, секако дека тоа ќе го правам јавно, преку средствата за јавно информирање и ќе доставам одговор. Велите, значи не е сигурно дали ќе има екстерно оценување, меѓутоа самиот премиер неколку пати рече дека ќе има. Само разликата е во каква форма ќе биде. Значи премиерот, ќе се обидам да го цитирам, кажа мора нешто да превземеме за да се зголеми квалитетот на високото образование. Дали тоа ќе биде државен испит, дали ќе биде некоја друга форма, се уште не е одлучено. Меѓутоа, кога ќе се одлучи, секако дека ние тоа ќе го споделиме со јавноста, нема да биде тајно. Тоа ќе се прави со закон за високо образование. Законот мора да се носи во собрание. Така да, се уште не е одлучено. И премиерот и јас неколку пати сме кажале дека доколку се одлучуваме, тоа ќе биде транспарентно, меѓутоа сето тоа ќе биде во функција на да се зголеми квалитетот на образование. Според која анализа, според кои податоци утврдивте дека е паднат квалитетот на високото образование, бидејќи сите викаат дека нашиве деца се извонредни, дека во странство се веднаш вработуваат на студии, одат, добиваат стипендии. По кој основ вие утврдивте дека нашето високо образование е на многу ниско ниво за да се воведе ваков испит? Значи, не е спорно дека има студенти од Македонија кои студираат во најдобрите универзитети, тоа ние ги стимулираме. Меѓутоа, тоа е мала бројка, тоа не е ни 0,5% од вкупниот број на студенти. Не е спорно дека наши студенти од кога ќе завршат се вработуваат или продолжуваат студии во втори, трет циклус надвор од државата и тоа е добро. Меѓутоа има, знаете, во Македонија има околу 20 универзитети јавни и приватни. Сум кажал и порано и ќе повторам, не во сите универзитети редовно се следи наставата. Не во сите универзитети студент кој се запишува и редовно следи настава и дава испити и на крај добива една диплома. Има универзитети во кои има студенти запишани кои не познаваат ни македонски ни албански јазик во зависност од тоа во кој студираат. Им предаваат со слушалки. Има студенти кои доаѓаат и не следат и настава, а добиват и оценки по дипломи. Значи има неколку, ние ги следиме тие состојби и со инспекторатот и со други органи. Меѓутоа мора да ставаме и правни меанизми, тие студенти сами на некој начин да се исклучат од образовниот систем. Не велам дека високото образование не е квалитетно. Е квалитетно, меѓутоа има дел од неквалитетното која може да загрози целиот наш образовен систем. И токму затоа се обидуваме да најдеме правни меанизми таквите случаи сами да се исклучат од системот, а не да ги ставаме во ист кош сите студенти.
Меѓутоа, таа инспекција не понуди ни една казна, да кажеме, за професор кој направил така, дал подпис на некој кој не присуствувал. Па треба да видиме и капацитетот, значи, на инспекторатот. Тие следат од основно па до високо образование. Исто така треба да се следи и работата на одборот за акредитација и еволуација. Значи има повеќе институции, така да не може вината да се префрли само во една институција. Меѓутоа мора на некој начин и свеста да се менува прво кај вработените во високото образование, па потоа и кај студентите. Министер, кога треба да се очекува одлука за дали да државен испит или не, да речеме? Вие одамна зборувате скоро 2 месеци, нели, пуштивте како пробен балон во јавноста и сега очекувано, значи се очекува. Кога треба да се до зима, до пролет? Па јас мислам дека до средина на декември ќе се знае дали ќе има државен испит и во која форма, и секако дека тоа прво јас ќе го дискутирам со универзитетите и со студентите.